Библијата е полна со личности кои оставиле белег, па една таква личност ќе биде предмет на нашето ова попладневно размислување. Ќе зборуваме за Сара. Не знам кога последен пат сме читале за Сара, сме размислувале, но еве ќе биде предмет на ова наше размислување. Што значи името Сара? Принцеза или кнегиња. Значи убаво име. Сара живеела прилично долго, според нашиот век, кој денеска го живееме, 127 години. Се спомнува од 1 Мојсеева 11 глава до 31 глава. Тука ќе најдеме за Сара, за низиниот живот, за низините постапки, така натаму. Ајде на почетокот да отвориме 1 Мојсеева и да видиме таму во 11 глава кога прв пат се спомнува Сара во Библијата, како млада невеста. Овде Мојсей ни ги дава овие известни. Се омажила. Вели, ова е Тариното потомство. На Тара му се родија Аврам, Нахор и Аран. А на Аран му се роди Лот. Аран почина претака си во својата родна земја во Халдејски Ур. Аврам и Нахор се оженија. Името на Аврамовата жена беше Сара, а на Нахоровата Мелха и Есха. Сара беше нероđена, немаше пород. Тара ги поведе својот син Аврам, својот внук Лот, Аврамовиот син и својата сна Сара, сопругата на сина си Аврама, и се запати со нив од Халдејскиот Ур кон Кананската земја. Овде писателот Мојсей опишува што се случувало понатаму. Значи, ќе размислуваме за сопругата на Аврам. Сара е интересна личност, браќа и сестри. Така додека седела дома, малце сега ќе карикираме работата, влегла во својата спална соба или во ходникот, пред едно големо гледало, се погледнала самата себе, си помислила следново. Дали сум ја слепа или сте вие слепи? Во 90-та година на мојот живот единствена надеж ми е птица. Знаете која птица? Штрк. И потоа почнала да се смее. Таа всушност се смеела на нив, на другите, кои рекле дека ќе роди дете во длабока старост. А бидејќи таа се смеела на законот на природата, според сите закони природни во тоа време, па и денеска, законот вели дека жена не може да раѓа деца после одреден број на години. Сара се смеела, но тој смех бил жалостен, болен, кисел, што би рекле. Дали некојаш, браќи и сестри, сме се смееле со болка во гласот? Сте видели вие возрастен човек како се смее, како плаче? Тоа е трогателно. Сара се смеела, но од жалост. Кај Сара овој смех покренал многу чувство од минатото. Број еден, време кога била заљубена. Се сетила на тие први бакнежи, на тие први средби со Аврам, млади, во цветот на младост. Второ, се присетила на незаборавениот ден на венчавањето и првиот бакнеж. То венчавање, многу камили, многу стока имало, секако е имало и луѓе, но многу дарови. Трето, денот кога сонувала за своето прво бебе. И четврто, потоа доаѓа шок. Шок дека кога разбрала дека не може да има деца. Шок, нервоза, депресија, а потоа прашање која терало да размислува за праведниот живот, за праведниот Бог. Каде сгрешила таа? Каде направила грешки во својот живот? Зошто е казнета да не може да има пород? Ајде ова попладне, браќи и сестри, да малку размислуваме за Сара. Ајде малце да си дозволиме да влеземе во низината душа, во низините мисли. Тоа ќе биде еден мал монолог на Сара. Таа ќе ни зборува во прво лице. Јас ќе се потрудам да ги пренесам низините мисли. Таа вели вака. Тоа беше време кога се опоравував од првиот шок,
за мојата стерилност. Кога Бог ни рече, како што читавме овде во 1 Мојсеева 11 глава, а и во 12 глава, на Аврам Бог му вели, ајде излези од својата земја. Аврам морал да излезе комплетно, со сето семејство, односно таа и Аврам. Тука биле слугите, стоката, шаторите, се она што Аврам го поседувал, морале да тргнат. Библијата вели дека Аврам е татко на верата. Ако е Аврам татко на верата, тогаш би требало Сара да биде и мајка на што? Исто на верата. Но Бог ми рече да го напуштиме својот дом. И се прашував, каков е тој Бог кој те тера да го напуштиш семејството и да тргнеш во непознато. Но сепак таа тргнала. Сакам да ви признам, не ми беше лесно. Да донесам една таква одлука, да го напуштам семејството. Бев некако емоционално поврзана со стариот крај, со родниот крај, со секој парче на нашиот дом. Бев многу тесно поврзана со мојата фамилија. Но сепак донесов одлука да тргнам во непознато со мојот сопруг Аврам. Може би сакате да ме прашате зошто? Па затоа што Бог му рече на мојот сопруг на Аврама да го напушти својот дом и ќе стане татко, како што вели Библијата, на голема нација. Навистина, малку бев ожалостена што Бог не го спомна моето име. Како може Аврам да биде татко на голема нација, а мене не ме спомнува како дел од таа нација? И така ние го напуштивме нашиот дом и тргнавме во непознато. 3 години покасно, Сара вели во својот монолог, во нашиот дом се јави Бог на Аврама, во местото Сихем. Бог му рече на Аврам дека неговото потомство ќе ја наследи земјата во која ние тогаш времено бевме. Меѓутоа, ни овој пат Бог не го спомна моето име. Зошто? Се прашував каков е тој Бог, но јас се уште чврсто верував дека ќе стана мајка и дека јас ќе бидам дел од Божите ветувања. Верував едноставно во чуда. Но токму во тоа време нешто се случи. Разочарување кое нема да го заборавам целиот свој живот. Тоа се случи во Египет. Таму Аврам лажеше. Аврам излага, говорејќи им на египчаните дека јас сум му сестра. Иако тој се правдаше дека сакал да ме заштити, сепак тој тоа го направи од други причини. Тој едноставно не веруваше дека јас ќе стана мајка. Тој сметаше дека јас сум главната пречка во исполнување на Божите ветувања за создавањето на големата нација. И може би Аврам сакаше на некој начин да се ослободи од мене. Може би не му верувате, но останете до крај со мене и самите ќе заклучите. Сара продолжува. Се сеќавате дека во една прилика Аврам го ризикуваше својот живот за својот роднина Лот, впуштајќи се во борба со неколку цареви. Но тој не беше подготвен тоа да го стори за мене. Едноставно се уплаши да каже дека јас сум му жена, сопруга, а не сестра. Некако искивираше. Се прашував зошто. Бев длабоко повредена. Да не беше Господ тогаш, јас се уште ќе бев во Египет до ден денес. Ќе бев сопруга на царот. Но Бог направи чудо и еве ме повторно овде со Аврам. Токму поред ова чудо, кога Бог му се јави на Фараон, јас се уште верувам дека Бог може да стори чудо и да ми даде дете, иако сум стара. 2 години подоцна, Бог повторно му се јави на мојот сопруг на Аврам, кажувајќи дека ќе има големо потомство. Знаете, да ви признам искрено, бев ожалостена. Повторно Бог не го спомна моето име. Се прашував, Боже, зошто? Зошто ме избегаваш? Зошто не ми кажуваш? Зошто не ме охрабруваш? Бев разочарана. Времето поминуваше, мојата надеж полека исчезнуваше. 5 години подоцна, Бог повторно му се јавува на Аврам. Но знаете, ни овој пат Бог не го спомна моето име. Барем да кажеше нешто за мене. Барем да кажеше дека јас не сум дел од ветувањето за големата нација, ќе се помирев. А така живее во некоја лажна надеж. Може би тоа ќе го прифатив. Но тој само молчеше, како јас да не постоев. Се прашував, Боже, зошто?
Во душата, да ви признам, чувствував голема болка. Зошто Бог не ме спомнуваше воопшто? Веќе неколку пати му се јавуваше на Аврама, а јас не бев спомнат. Животот си течеше, јас поставував големи прашалници за Бога. Но, кај мене се случија некои промени, физички. Јас одев веќе во длабока старост. Станав сосема друга личност. Станав тивок бунтовник против Бога. Станав едноставно апатична, цинична, незаинтересирана. Не бев љубоморна кога го видов Аврам во преградка на друга жена. Дури јас бев иницијатор тој да направи такво нешто, да се зачува нашето потомство. И тогаш некаде во тоа време се роди Исмаил. Воопшто не го сакав него ниту неговата мајка. Што подалеку од моите очи се чувствував подобро. Не сакам да ви кажам дека нешто интересно се случи на мојот 90-ти роден ден. Во посета на нашиот дом, кога јас имав роден ден, 90 години прославувавме со Аврама, во нашиот дом затропаа гости. Некои не посетија. Дојдоа тројца странци. Бев шокирана од она што го слушнав. Јас бев во кујната, а тие тројца разговараа во дневната соба со Аврам. Тие му рекоа на Аврама: Авраме, Сара, твојата сопруга, твојата жена, ќе ти роди син наредната година. Јас почнав да се смеам тамо додека го лупев компирот. Додека бев во кујната се прашував кои се тие луѓе што се поигруваат со мене. Се смеев на глас, но малку бев лута и бесна. Не на странците, туку знаете на кој? На Бог. На Бога. А потоа нешто се случи. Ајде да читаме 1 Мојсеева. Што се случило? Овде во 1 Мојсеева 21 глава Мојсе ни ја дава следнава слика. Останав, Сара продолжува со својот монолог, останав бремена. Едноставно не можев да верувам на своите очи. Не можев да верувам дека детето Исак, што го држе во моите раце, е навистина мој син. Ајде за миг да оставиме Сара сега, браќи и сестри, односно низиниот монолог, и да се задржиме на низиното прашање зошто. Моравме да го кажеме овој монолог, да дојдеме до тоа големо прашање зошто. И денеска ние пред Бога излегуваме често пати со тоа прашање зошто. Боже, зошто се случува тоа? Боже, зошто не ме спомнуваш? Зошто ме избегнуваш? Зошто ме игнорираш? Боже, зарем јас не сум достоен да стојам пред Тебе? Сара имала стотици прашања зошто. И овде во 21 глава читаме 1 и 2 стих. 1 Мојсеева. Господ се сети за Сара како што рече. И стори за неа како што вети. Сара зачна и му роди на Аврам син во неговата старост, во времето што Бог го означи. Какво Боже ветување и исполнување, браќи и сестри. Сара била нестрплива, човечки да, имала право. Зашто физичките закони биле сите против неа. И таа не можела се помири. Бог ветува, а годините поминуваат. 25-6 години поминале од првото ветување. Таа чека и не може да дочека. Но Господ, што вели таму во посланијата? Господ не доцни, Господ не бави. Понекогаш ние избрзуваме, понекогаш ние немаме трпение да го чекаме остварувањето на Божите ветувања. И затоа овде вели, се сети за Сара. Зарем Бог заборел, па така се сетил? Не, текстот е таков. Преводот наш се сети. Господ ја имал Сара во својата меморија, но чекал време кое ќе се наврши, како што вели во Галатјаните 4:4, кога се наврши времето, тогаш кој дојде од небото? Исус се роди. Се роди во тело. И затоа на прашањата зошто понекогаш немаме одговор, но треба да чекаме. Бог ќе ни даде во дадено време. Навистина, овде читаме дека Бог се сетил. Ако се вратиме назад во 1 Мојсеева, 12 глава, од 1 до 2 вели, Господ му рече на Аврама, излези од својата земја, од родното место и од татковиот дом. И оди во земјата што ќе ти ја покажам. Ќе направам голем народ од тебе.
ке те благословам, ке го прославам Твоето име и самиот ке бидеш благослов. Гледате кога е тоа кажено? На почетокот кога излегле од својот роден крај. Поминале доста градови, доста села, доста жртвеници Аврам направил. Ветувањето се уште е висело. Сара била обременета, што и таа не била спомната во тоа Божје пророштво. Аврам го направил својот дел. Ја напушил својата земја. Едноставно својот народ, својата фамилија. Но каде бил овде Бог, браќи и сестри? Тој се уште не го исполнил своето ветување. Односно на Бога ќе му бидат потребни, како што спомнав, цели 25 години да го исполни своето ветување. Се прашуваме зошто? Зошто Сара не била спомната во тој Божи план, односно во Божито ветување од самиот почеток? Јас не знам зошто. Одговор не најдов, не пронајдов. Но Господ има свој план зошто тоа така го кажа. Очигледно Бог знае што работи. Би сакал сега едно друго мало пророштво за Исака да читаме, за Исак, да, синот, бидејќи Исав е син на Исак, синот на Исака е запишан во 25 глава од 1 Мојсеева 20-27. Сега имаме исто слично нешто како што го доживеела Сара во својот живот. 25 глава, 20 и 21 стих вели: Исак беше на 40 години. 40 години. Добро, релативно тогаш живееле многу повеќе него ние денеска. Но и денеска се женат, се мажат на 40, ништо страшно. Исак беше на 40 години кога се ожени со Ревека, ќерка на арамеецот, Ватуил од Падан Арам и сестра на арамеецот Лаван. Исак му се обрати на Бога за својата жена, зашто беше неродилка. Гледате, свекрвата била во времето кога била жива, бидејќи сега таа почината, тука Аврам ќе доживе смрт, а веќе Сара претходно. Меѓутоа, како и да е, повторно сличен проблем се јавува во поширокиот дом на Аврама. Сара била неродкиња, сега и снаата. Интересно, Исак повторно како неговата мајка се прашува: Боже, зошто? Зошто се случува тоа што се случува? Ние денес повторно може да кажем, браќи и сестри, не ги знаеме сите одговори. Меѓутоа, ни тие не ги знаеле. Исак, Сара и Аврам. За нив овие прашања биле многу важни. Прашањето зошто е прашање на болка, прашање на мака. И најчесто немаме одговор во тие моменти кога го прашуваме Бога со прашањето: Боже, зошто тоа се случува? Ние очекуваме одговор, а Бог како да молчи, Бог како да отишол на годишен одмор, Бог како да е заклучил својата канцеларија, го исклучил својот мобилен телефон, а ние звониме и звониме, праќаме пораки, а Бог како да молчи. Секако, ова прашање и не е толку тешко кога се работи за Бога и некој друг, но многу е тешко и болно кога се работи за мене и за моето искуство. Кога ние поминуваме, како што вели таму Давид во 23-тиот псалом, ако поминеме ни смртната сенка, ние се прашуваме, кога ќе легнеме на болничката постела? И тогаш поминуваат низ главата милион прашања, како што Сара се соочувала, како што Сара ја мачела тие прашања: зошто, Боже, зошто се случува тоа? Тогаш се појават многу прашања. Зошто се тоа случува, Господе? Каде си ти кога ми е најтешко? Зошто не ми одговараш? Такви слични прашања, браќи и сестри, често се појавуваат во нашиот живот. А сега би сакал да се обратам до родителите, до сите нас. Наистина, Бог понекогаш за нас е енигма, непознаница, но и самиот живот е многу сличен на тоа. Сакам да ве подсетам, драги родители, како родители, кога сме поминували низ тешките моменти на нашиот живот, или на оние мигови на радост кога ви се родило првото дете, кога сестри сте биле во болница, за прв пат кога сте го држиле во своите раце вашето дете. Како се чувствувате тогаш? Какво е тоа чувство? Секако дека сите сме били изненадени, возбудени, восхитени. Сте го донеле дома тоа мало суштество. И тоа мало суштество во почетокот било центар
на сето наше внимание. Центар на присутноста. Се се вртило и се врти около децата. А потоа доаѓа втора фаза кај детето. Почнува да расте, поминува тоа мало суштество, расте и расте. Приметувате дека има позитивни црти во карактерот, но понекогаш приметувате дека има и негативни црти. Кој го научил на тие негативности? Како сте се чувствувале кога детето ја кажело првата лага? А не сте го учеле. Сте го учеле да се моли, да биде послушно, но детето одеднаш кажува лага. И вие тоа го приметувате. Дали ви било сеедно? Како сте доживеле првата тврдоглавост и непослушност? Не сте го учеле на тоа. Сеедно, тие тоа го знаат. Како сте се чувствувале кога влегле во пубертет? Кога постанале поголем, пораснале. Кога ја одбрал својата девојка или своето момче, а вам тоа не ви е симпатично или не го сакате. Конечно прашање, зошто патиме поради нашите деца? Зошто трпиме поради нашите деца? Зошто се грижиме за нашите деца? Зошто не го препуштиме на самото себе? Зошто? Затоа што го сакаме. Затоа што ги сакаме. Секако може овие прашања се смешни, но како и да е. Ние сето тоа го трпиме, го правиме, затоа што тие деца се наши, дел од нас и ги сакаме. Но ајде да свртиме плочата од другата страна. Како е со Бога, браќи и сестри? Дали можеме да го сакаме Бога, иако имаме многу прашања зошто? Може да го сакаме Бога. Можеме и треба да го сакаме. Ова било предизвик и за Сара. Имала многу прашања за Бога, на Бога, да му постави. Но Бог како да ја става во втор план. Бог како да нема време за нејзе. Во еден миг, на длабока разочареност, таа сакала да напушти се, да крене раце и да ја снема. Може би и ние доаѓаме понекогаш во такви мигови, го допираме зидот или дното и само што не сме се удавиле. Меѓутоа, знаете, тогаш доаѓа оној противник Божи човечки, вели, не вреди да живееш. Сите свртиле грб против тебе. Не е точно. И во тие најтешки мигови Бог е со нас. Бог не остава. Бог бил и со Сара, како што читавме. Бог се сети на своето ветување. И Сара доби дете. Каква била таа радост? Ја може само да замислиме богаташот Аврам. Човек бизнисмен. Фарма на овци, на кози, на камили. Бил тежок. Финансиски на исток. Каква била таа веселба? Сара родила. И навистина Бог го исполнил, браќи и сестри, своето ветување. Луѓето можеби ќе дојдат и ќе покушат да ти дадат одговор на твоето прашање зошто. А тогаш доаѓаат претежно негативни одговори. Ти не вредиш, не постои Бог, Бог те мрази, Бог не те сака и се негативно ќе ти истоварат во твојот ум. И тогаш ти ќе се бориш уште повеќе, ќе дојдеш во уште поголема депресија. Но ти нема да бидеш задоволен и понатаму со тие одговори. Како што ни Јов не бил задоволен, кога дошле тројицата тешители да го тешат. Дали бил Јов задоволен? Ма ги искарал и ми рекол, одете си. Наместо да ви помогнете, вие ми давате терет. Може би твоите пријатели имаат добра намера. Може би имаат и некои одговори, но сепак тоа нема да ја задоволи твојата душа. Бидејќи прашањата кои си ги поставил на Бога, треба да добиете одговор од кого? Од Бога, а не од човек. Тој единствено може да ја задоволи твојата душа. Дали можеш да се држиш за Бога и да му веруваш, иако имаме болни прашања, браќи и сестри? Ајде сега да видиме од друга страна каков е тој Бог на кого ние му патуваме стотици прашања секојдневно. Бог не сака и секој што е со нас, без обзир, ништо ние поминуваме во нашиот живот, без обзир што понекогаш како Бог да молчи, како Бог да свртува грб, Бог не свртува грб. Тој не сака со вечна љубов. Во Еремија читаме 31 глава, 3 стих го знаете напамет тој текст, еден од неубавите текстови во Стариот Завет. Еремија 31:3. Господ му се јави од каде? Од далечина. Те љубам или те сакам со вечна љубов, затоа ти запазив милост. Браќи и сестри, тој не сака со трајна
вечна любов. Isto не можам така лесно да го разберам. Може би вие го разбирате, но понекогаш се прашуваме каква е таа љубов кога доживуваме стресови, кога доживуваме болести, смрт, проблеми, искушенија, падови. Може би на прв поглед не може целосно да ја разбереме ова Божја љубов, но сепак таа љубов секогаш е истата. Постојано таа зрачи, но може би ние тогаш не сме на истата фреквенција и не може да ги приеме тие љубави Божји што тој зрачи кон нас. Господ навистина да ни помогне да сватиме дека таа љубов умрела на крстот, дека тој Исус го положил својот живот за тебе и за мене, без разлика што денеска немаме целосни одговори на нашите прашања, но ќе дојде ден кога Бог ќе ни даде одговор. Во вечноста ќе има доволно време да чекаме на ред кај Исуса и тој да ни одговори на сите наши прашања. Да се сетиме на Голгота, да се сетиме на заспаните ученици, да се сетиме на маките поднесени на крстот за тебе и за мене, да се сетиме на млаката Лаодикеја и тогаш да се запрашаме зошто. Сето тоа треба така да биде, за да ние сватиме дека нам не е потребна небесна сила, нам не е потребна небесна помош. Бог не сака, без обзир каков сум, без обзир кој сум, без обзир колку прашања зошто поставуваме, Бог не сака, браќи и сестри, со постојана љубов. Нека името на Сара, принцеза и кнегиња, ни помогне да сватиме дека и ние може да поминуваме дел од животот на Сара во нашиот живот, но на крајот наградата ќе биде голема. Како што и Сара доживела, таа голема награда го држала својот пород, своето чедо во своите раце. Господен ден ќе не земе да бидеме за секој со Него, таму кај што ќе нема разделби, таму кај што ќе нема болки, таму кај што ќе нема смрт. Ќе бидеме за секој цареви и свештеници пред Бога. Амин.